Тест периодот на Safe City покажа дека Македонија има сила да биде нормална земја и горд сум што граѓаните во периодот додека трае примената на ова системско решение го забавија движењето со возилата и покажа европски вредности и однесување во однос на сообраќајот, рече министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Тој нагласи дека се размислува за воведување праг на толеранција во однос на тоа дали ќе ви стигне казна од Safe City, слично како што е и во повеќето европски држави каде има вакво системско решение, но нагласи дека во случај на сообраќајка тој праг на толеранција не важи, туку дека секој сообраќаен прекршок сторен со брзина над 50 ќе биде казнив. Ако имаме забрана за управување на моторно возило 50, тоа значи дека се што е над 50 во делот особено на сторено кривично дело, не дај Боже ако имаме повреден пешак, повреден возач, повреден сопатник и така натаму, ќе предизвика соодветна постапка која што би требало да утврди фактичка состојба со кривична одговорност. Значи толеранцијата се однесува и ќе се однесува во иднина на детектирање на прекршоци. Министерот Тошковски нагласи дека за најмногу еден месец очекува да се донесат во собранието сите законски измени кои се поврзани со функционирањето на Safe City, за да може официјално од 1 февруари да стартува примената. Целта, како што нагласи тој, не е да се полни буџетот со пари од сообраќајните казни, туку да се спасат човечки животи, бидејќи сега имаме просек од 145 смртни последици од сообраќајки годишно, бројка што се надева дека драстично ќе се намали со Safe City, како што веќе е намален и бројот на сообраќајни незгоди во време на тест периодот. За сите кои имаат забележено нерегуларности со нивните податоци во системот, предвидено е во зградата на МТВ да се отвори шалтер за неправилности. Ке може тоа да се направи наскоро и преку интернет страница, а во изработка е и специјална апликација за и преку телефон да се пријавуваат неправилности доколку се појават. Тошковски најави дека ќе се ревидираат и сите сообраќајни знаци во однос на дозволената брзина, поврзани со камерите каде таа брзина ја регистрираат.